Без координација или вистина, ама кој во власта зборува точно? Неколку различни изјави деновиве слушаме од различни функционери во власта во врска со буџетот. Хронолошки прво буџетот беше одличен, а сега е на стаклени нозе. Клучното прашање е каде отидоа парите. Најгласен беше токму лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој од партиска говорница во улога на министер за финансии за кратко време даде две спротиставени изјави. Пред една недела најави дека ќе куртулиме од рати и извршители, за потоа да каже дека едва се справуваме со кризата. Буџетот затекна пред кризата поприлично ликвиден, стабилен, економијата не растеше со 3,6%. Сето тоа значи дека растот на приходите во буџетот беше многу солвентен, многу ликвиден и многу издржлив, за да можеме вака спремни да влеземе по решавање на економските проблеми. Ние можеме да правиме купување од празно во шупло едно во друго. Треба да знаат сите дека буџетот е лист хартија. Реалните пари ги нема во буџетот, а доволно. 30% од буџет од близу 4 милиарди е 1 милиарда и 300. И мора да знаеме дека тоа мора да го понесеме заедно сите. Сега пак на стопанството му требаат не една или две, туку фантастични 3 милиарди евра за да преживее пари што во моментов ги нема. Па тука се поставува прашањето како од блескава економија за 10 дена станавме клинички случај. Ама тука не завршува разноликоста во изјавите. Доскорешниот вице-премиер за економски прашања го надмина и својот екс-шеф во владата, проценувајќи дека во буџетот ќе фалат 2 милиарди евра. Прво, државата да најде извор на финансирање и тоа ќе биде сега многу тешко. Зошто? Бидејќи сите држави во светот и сите компании големи во светот ќе бараат дополнително финансирање и од тој аспект, значи, средства нема да има така лесно на располагање. Значи, нема да можете, кога ќе побарате 2 милиарди евра да се задолжите, тоа да го направите кога ќе сакате. Анѓушев тврди дека овие 2 милиарди евра главно ќе заминат за плати. Чекор подалеку пак отиде и министерот Дамјан Манчевски, кој најави дека е можно да нема плата ниту пак за вработените во администрацијата. Ќе треба да навистина вложиме сериозни напори да воопшто се подели таа плата. И ова е една, ја би рекол, превентивна мерка. Подобро сега да реагираме, за да подоцна можеме релативно брзо да се вратиме во некаква нормална форма на функционирање и да ја спасиме економијата, затоа што без приватниот бизнис нема шанса да се подели плата и во јавниот сектор. А само пред околу 3 месеци министерката Нина Ангеловска рече дека токму буџетот бил во добра кондиција. Се излезе на виделина откако Заев побара платите на административците за месец април и мај да се скрати за 14.500 денари, што предизвика гневни реакции кај повеќе синдикални здруженија и кај административните работници, потенцирајќи дека владата е таа која што мора да најде решение со справување од пандемијата, а не да ги ништи работниците. Останува отворено прашањето каде се парите од буџетот кој што беше во добра кондиција и силно блескаше пред само 3 месеци.